Поздрав од ново видео. Со GoPro снимаме сега. Ден после празникот за независност на Република Македонија и активираме екипата да почне да ја средува плажата, бидејќи вчера имаше се јачиште. Едно добре. Танир. цел тањер прилезе, значи, ја? Штенни. Овдека треба да има змии во овој дел. Ова е на крајот од кампот Љубаништа. Ние сме тука. Ова порано било све трска тука, пред 30 години. Има змија? Не. Ти видите змија? Ја не. Има, таму гледам, кај камено. Тоа е шипка. Дај да видим ондека. Кај дивите плажи. А види какво пелјарче си нашол фраерот. А може и стакло да се биреме? Стакло е најопасно. Гледаш како си секов ногата? Не можам да газам се од стакло. Не, вакви. Вакви стакло. Ова се викат тенчи на телечини. Како си кова? Тенче. Ова се дивите плажи тука, ома до Љубаништа. Преку вода, или со даска, или со кајче, доаѓаш до чисти сол за плажи, значи нема ништо. Сега ако некој тен офрлил или дошло некој од пластика, тоа е друго. Кај ја виде големата змија? Таму. На гајкарпата таму. Ме сега не знам кај ојде. Под вода. Да. Не знам кај ојде. Змишта е змија? Да. А што е? Времево скроз се расипа. 90% помалци луѓе од вчера. Море 99% помалци луѓе од вчера. Многу луѓе почнаа да се собираат денес, ги пакуваат приколките. Вика, времето, ветер може да направи некоја белја. 12, 13, 14, 15. Добро. Кој на реца? Јас. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тоа, ајде сега кој е? 1, 2, 3, 4, 17, 18. Браво, бе! Ова игра ја газевме неколку дена по кампот. Оној ондека е најслаб. За малце! Со Марк сме сами во цел камп. Сите другари ни отидоа, надвор врне и сме затворени во комбе. Што правевме тато? Играме првенцо Лего, па цртавме, па играме сега Уно. Сте играли ли вие Уно оваа игра? И сега ние стварно чекаме да е време за спиење и зашто утре ќе си одиме дома. Да го ставиме комбето, зашто мама ќе треба да ја земеме од аеродром. Мама беше во Унгарија. Толку беше Љубаниште за оваа година. Можеме ние пак ќе си доеме, ако е ладно. Ја пак ќе победам. Ај ќе видиме. Охо, како се зезнав, 2 карти треба си земам плюс. Казна сам се казна. Се казна сам. Ајде, ти си. Јас сум. Лале, скокаш, пак си ти. Лале, пак. Лале, какво зезнување ми даде Марк. Имам. Уно! И шо е сега, пак ме победи? Да. Не. Ај пак да играм. Добро утро, денеска е последен ден од нашата македонска кампинг авантура. Денеска дури знаеш што? Пуштивме грејење. Басно да го пуштивме, бидејќи надвор е пепел. Сега маца дури застана, а не можеме да се спремиме. Уште врне исто. Тие работи ни остана. Како ќе се спакуваме, не знам. Не се споја небо и земја. Вчера почна, си седевме дома цела ноќ, си игравме карти со Марк, ме победи Уно, значи толку е добар што ме победи во Уно. Си местевме Лего, цртавме малце, зборевме на телефон и онака знаеш кога се пресече викендот, баш станува некој депресивно, беше сонце, пукаше луѓе и наеднаш бум, облачно понеделникот. Луѓе нема, луѓе ги пакуваат приколките тие што се годишњаци ги спремаат за да си одат за крај на сезона. И да, тоа е сега, треба да се спремаме, имаме доста работа и да тргнеме на кај Скопје. Во Скопје не чека нова работа. Значи се ни е мокро. Масава добро ќе се суши. Само проблем е што сплочињава се утоп. Тоа ќе ни биде проблем за го ставиме, ова ќе се суши, исто ќе го скријам. Тоа е што е. Денеска време ново видео, камперски одења. Не знам кај го ставувам, нека ти тука не го собира. Да јадеме, да пиеме кафе и после ќе му мислиме што ќе правиме. И после ќе шиваме, кога ќе престане дождот. Не смета нас дождот за возење, ама... све не иде денеска. Тато, тоа е. Тоа е.
За дотором ќе врешетно ги користам овие за комбиња што се, ама не завршува работа доволно, морам да купам оние што се оригинални за Ford Transit, за кампери. 300 евра е. Оган. Майк, сега ќе тргнам да возам. Држи го лаптопот да не падне. Нема потешко од спремање за патување кога врне, значи ломе све. Да ви го покажам сега гепекот, све е мокро. Гле. Види. Калишта, песок, ова е све мокро, доле е све влажно. Се двај чекам да стигнам. Да биде добро времето и да го исушам уво и да го ичистам. Тоа е нешто што треба да се направи. Друго, се мачев малце со тендата, решена е цела како што гледате. Ич не ми соди. Дека е сега убајна, ама ако останам денеска со Марк тука, Марк ќе се збудали. Треба да гледаме, да играме нешто цело време, затоа ќе бегаме, утре да ја земеме едо. И тоа, еве го кампот како изгледа. Шо е, братче? Мачов се. Ич некој која треба да патуваме, која се спремаме. Ич нешака. Ич. Се гледаме, бачка. Се гледаме, чао! И така, го завршивме љубаништа за оваа година. Сите луѓе ќе ни фала тука. Тоа ми треба. Дај. Thanks, mate, за отклуча врата. Ајде. Ама сега првим да чистиме ние тоалетот треба. Со Марк сега ќе идеме да го видиме заливот на Коските. Марк никогаш не бил тука, затоа сакам да му го покажам убаво. Има интересна приказна, ова е мислам дека 14 век пред нашата ера, значи супер старо нешто. Ајде да го видиме. Добро дојде. Добро ве најдов. Браво, Чичко. Како си кажеш? Јас сум Марк. Како? Марк. Марко? Марк. Без О. Ела мамо, ела. Одека не се плаќа влез, изгледа септември, немаше никој. А има еден чичко што продава мед, изгледа тоа му е шемата, вика дека ќе ме прашат мене за карта и може да ги продава мед, ама ние не земавме бидејќи имаме многу. И сега се симнуваме полека. Многу е лизгава само. Много изгава. Да, се лизгаш и ти? Да. Може. Маце Гоблekov, Марк, смешно, мајка му ќе му убие што ваква комбинација, но Наместо ова ми ја пижама. ама патиките му се намокрија целиот дождот, маичката не можеше да најдеме. Ова не ми е намокрена. Така да, бидејќи ова ми ја пижама за натре. Залив на Коските. Плоча, Миков град. А, еве кас, уствари, тој чичкото надвор не бил каса, бе тато. Здраво. Еве до домашни посетители, 120, за деца 60. А за него не се направи. Добро, окей. Благодарам. Првин треба да прочитаме што пишува. Населба која датира од крајот на брозеното време и почетокот на железното време. Најдени се над 6000 столбови под вода кои ни кажуваат дека овде имало населба. Археолозите велат дека оваа населба е од 1200 година пред нашата ера и од 700 години пред нашата ера. Се препоставува дека вака живееле луѓето од бронзеното време. Еве каде спиеле. Интересно е? Да. Еве каде спремале јадење. Другата соба на комшиите. Тука спија. Знаеш, на трска и на кожа од животни. Што ми кожа? На трска и на кожа од животни. За да се покријат со нешто да ми биде топло. Многу интересно направено. Ама овако вички изгледам било тука се собирале сите заедно. Знаеш? И си седеле во круг. Луѓето што живееле тука немале лоши погледи. Цела Галичица, таму е езерото. Има и други слични наслоби во Охридското езеро. Имате заливот на Бомбите, кај селото Пештани, заливот на Прчот, кај селото Трпејца, Пенелопе, во Охрид и така натака. Овие имаат најдобро место. Да. И тука за Великден? За Великден тоа, Да. Тука за Хелоуин? за грејење. Зашто за Хелоуин тоа? Тоа као Хелоуин има капа, како вештрка. И тоа за Хелоуин. Тука има две за грејење направили. И таму има за бебиња исто. Да. За врче ми е бебина. Ваква рулетна треба да си таму камперот јас. Ова е нешто што се работело. Може вие се рулетни бе.
Сега ќе влеземе во музеот да видиме таму што има, што нашле под вода од тоа време. Под вода се најдени керамички садови, разни артефакти од камен и животински коски. Најдени се и кружни керамички плочки и други различни предмети кои племето ги користело за лов и риболов. Ова беше супер искуство. Едва и го извадив од куќарките. Сакам оваа куќичка, сакам таа куќичка да ја, сакам оваа куќичка. Но, тесни сме со време и мораме да одиме, да продолжиме да возиме. Кој прв до копито, тој ќе јаде сладолед. Ајде. Ја стигна прв. Леле, заглавивме во Охрид. Еве го дедот си. Си земавме ги вречиња за по пат со Марк. Not only cows these crazies want to eliminate, but humans. Quotes NASA oceanographer. Мама се врати и сега го спремаме комбето, паркирано ни е рандом сега вака. Ќе работиме брзо, имаме 20 дена докато тргнеме на ново патување. Извинете вака тивко што зборам, него како што е времево, така сум и ја. Паја енергијата и притисок и ентузијазам. Така да видиме што имаме сега да правиме него. Имаме многу ствари да вадиме? Не, само за перење, постелиме за алишта, сите други работи ќе оставиме. Треба да го чистиме убаво комбето пред да одиме на нов пат, бидејќи е бомба. Се гледа дека 5 дена само машки беат. Ами врнеше што ти е. Ова треба да се избрише све убаво. Ова е за тебе работа, да се избрише. Yes. Имаме нешто јадење. Извадиме стварите. Валјда се исушиле малце. Се беше мокро. А и бомбов дека како се расфрлани. Почна да ме нервира оваа мрежа. Не знам само што да направиме за да биде попрактично, за да не се отвара цело време. Вака е окей, то доли да комарци не спасува, но некој механизам да се направи. Ајде. Ау! Come here. Остај ги тие таму. Тие компири ништо не има? Да знаете дека без гумени чизми на кампинг не се оди. Стално ви требаат. Сега кај ги ставате, тоа е ваша работа. Да знаете дека вакви кабли ви требаат за во Германија, Австрија, Франција, Швајцарија, душе Италија не ви требаат такви. Италија имаат исто со две како кај нас и во Грчка. Исто и овие комбилизонки се многу практични. Ја ги купив овие од Шкотска за риба ловење. Но ми се најдува многу за било што кога сум идел по кампови, поготово за Скандинавија, зашто Скандинавија цело време врнеш и се многу добри. Ги ставаш со гумените чизми у комбинација и немаш гајле. Што остана од рибарската опрема, ова и уште едно такво и овие чудава, ова го платив, значи, чекам колку пишува, 12 евра и 50. Овие од сега само од AliExpress, по $1 се, по $1, 12 типол го платив на пелопонеслани, ма не се нормални. И ова е плюс 27 грам. Значи на AliExpress све има. Сега правиме на нарачка за наредно патување да имам се. Тоа и you know the cover for the window? Што? Ни треба тоа за прозорите напред. Од Ајде. AliExpress. Ке побараме, ајде. А еве у Норвешка, на ова ловевме по реките. Чекај. Еве ги мушиците. Некои се рачно праени, некои се купечки, овие се купечки, например.
Да, знаете дека доста има, но многу зависи мушицата каква е. Печеме, береме печурки вргам. И лазнаме. Пази у фрижидер. Браво, бе. Мирисни. Нема да ги изрушам. Е, сега да ти кажа. Радуиш, радуиш по поле, Дали се свига? много го. Радуиш, Само оваа треба да се пие не во хладна. За да го седам мири. И узик радуиш по поле, директно ќе го падат, не мари патат до Значи што беше, а што е сега. Ја свети нашата гаража. Нема грамче. Имаме таму храна, резерви. Тука ни се некои други резерви, не знам, некои делчиња, алати, свашти имаме во комбето. Буквално цел дом. Готово, завршена работа со комбето и чистено е 90%, треба уште малце работа, но полека се спремаме за новата авантура. Ви благодарам што гледавте, се гледаме у наредно видео.